Денеска ми е драго што сум во општина Велес и заедно со колегите од Министерството за транспорт и врски вршиме увид во реализацијата на проектот за локални патишта. И драго ми е што во општина Велес веќе реконструиравме 5 локални улици и патишта, и тоа се улиците Андон Шурков, Лазо Осмаков, Орце Мартинов и Живко Фирфов, но и дел од улицата Благој Ѓорев, за што инвестиравме преку 570.000 евра. Денеска се наоѓаме на улицата 8 март, која што има повеќе краци, но во наредниот период во истата оваа постапка ќе продолжи и рехабилитација и реконструкција на улиците Луј Пастер и Љубљанска, за што инвестираме преку 500.000 евра. Ова е од исклучително значење за локалната средина, за градот Велес и за граѓаните, и драго ми е што и во разговорите со жителите кои што живеат и гравитираат во овој дел од градот имаме навистина позитивни коментари во однос на рехабилитацијата на овие локални улици, како што тие велат 50 години никој не се сетил овде да дојде и да ги поправи улиците кои што беа делумно и руинирани со бетонска подлога и навистина беа неудобни за возење во делот кој што е доста рамничарски во градот Велес. Токму поради тоа ми е драго што инвестираме во вистинско време и на вистинско место. Токму поради тоа можам да истакнам дека преку овој проект на територијата на цела Македонија веќе реконструиравме 180 вакви локални улици и патишта во преку 60 општини, а продолжуваме понатаму и со нови постапки и со апликации кои што ги очекуваме од општините со цел да ги реконструираме улиците во што е можно поголем обем во локалните средини. Она кое што исто така сакам да го кажам, а тоа е дека воопшто не е важно политички која партија или која политичка власт е на локално ниво, даваме поддршка на сите општини и тоа е од исклучително значење и за Министерството, и за мене лично, и сметам дека тоа е начинот и пристапот на кој што треба да работиме со цел да ја подобриме локалната инфраструктура. Убеден сум дека и граѓаните ќе бидат задоволни и секако локалната економија, каде што секој од овие нови локални улици даваат шанси и придонес за дополнителен раст и економски развој. Ви благодарам. Го нема денеска градоначалникот, не се искоординиравте, министре? Па добро, јас сум денеска во работна посета овде, каде што Министерството за транспорт и врски е инвеститор и сметам дека треба да бидам секаде, каде што Министерството дава поддршка, инвестира финансиски средства и убеден сум дека ова е вистинскиот начин, но и да поразговарам со оперативата, со надзорниот орган и со изведувачот таму каде што има одредени прашања, да во ги решаваме и ги надминуваме.